Јас се сеќавам кога во времето кога Милениумскиот крст беше само идеја на група ентузијасти кои што направиле некаква фондација за изградба на Милениумскиот крст, но немаа пари. И се снашле некако по некој од весниците, издаваа бесплатно на еден простор во весник 10 на 10 сантими, дека имаат таква идеја и дека бараат донации. И тоа одеше повеќе од година дена, барање за донации во јавните весници. Еден ден се сеќавам, јас бев министер за финансии и тоа беше некаде во крајот на 2001. Течеше трансформацијата на Завод за платен промет, односно воведување на реформата за платниот систем. Со таа реформа се затвореше Заводот за платен промет, а платниот промет се пренесе да биде преку банките. На крајот на годината требаше да се затвори, комплетно да се затвори стариот Завод за платен промет и тој се затвори. Тогашниот директор ми се јави некаде во месец декември и ми рече, вели, да ви известам министер, останаа некои неискористени средства на Заводот за платен промет, па добро е владата да расправа за тоа и да видиме зашто да ги искористиме. Мислам дека беше некоја сума од околу 200 милиони денари. Тогаш јас се сетив дека тие средства би можеле да се употребат за таа идеја која што година и по, можеби и две, одеше во јавноста од група ентузијасти и дека може дел од нив да се насочат за изградба на тој Милениумски крст. Го поминавме на седница на влада и средствата ги упативме во фондацијата за изградба на Милениумскиот крст, која што веднаш почна со активности и практично за период од околу 9 месеци се заврши изградбата на Милениумскиот крст. Благословена Богородице, да не попаднеме ние што се надеваме на Тебе, но да се избавиме пред Тебе од беди, зашто Ти си спасение народот христијански. Да се помолиме на Господа. Објектот се наоѓа на највисоката точка на Водно. Тој, освен што има функција да биде впечатлив, да биде видлив од далечина, тој има функција да биде впечатлив и од неговата непосредна близина. Значи, по својата димензија, по својот волумен, по својата импозантност, по својата архитектура, по својата конструкција, тој тоа и го овозможува, мислам, на секој граѓанин, кој ќе го види, да го почувствува, оној силен магнет и да го привлече према објектот. Тој е впечатлив затоа што тој во себе, во своите темели, во својот сутерен, во својот, значи, долниот дел на објектот е втемелена Климентовата црква, која што се наоѓа во темелите фактички на објектот. Понатаму на првата платформа, во истата таа платформа доле каде што е црквата, постојат одредени сегменти, ниши, кои што ја дополнуваат функцијата и на црквата и на објектот и го збогатуваат онаа комерцијална страна на објектот. Тоа се некои продавници, мали, некои киоци кои што треба да се дооформат во најблиска перспектива. Првата платформа горе што се наоѓа на црквата, тоа е еден богат ресторант со богата површина, квадратура, волуменост и со тераса која што врти околу сите страни, значи една округла тераса која што се пружаат фантастични погледи према сите страни на светот. Вкупно, заедно со платформите, објектот е висок 80 метра и 50 сантиметра. Тоа е точната димензија на објектот, без разлика што во јавноста се заокружуваат овие цифрите 60, 66, 80 метра.
Жичарата на Водно е проект кој се зборувал во Скопје последните 50 години и ние како влада во 2006 година во нашата изборна програма го ветивме и имаше голем број на скептици кои велеа дека и ова ветување ќе биде како многуте до сега. Ние направивме проектна задача заедно со повеќе институции во Република Македонија, ги направивме сите припреми и избравме една компанија која е реномирана светска компанија. Има изградено голем број на жичари ширум светот. Така да градежните работи започнале некаде во мај 2010 година и со помош на институциите во Република Македонија, со помош на компанијата успеевме некаде за една година, значи во јуни 2011 година ова жичара да ја ставиме во потреби. Тоа сите оние скептици ги побивме, бидејќи жичарата за рекордно време само во една година беше изградена. Жичарницата од Средно Водно до Милениумскиот крст. Хит место за скопјани. За 2 дена околу 10.000 граѓани уживале во панорамскиот поглед на градот. Посетителите кои ги затекнавме денес како и ги имаше од сите возрасти, беа воодушевени од новата скопска атракција. Жичарницата е одлична. Нешто конкретно за Скопје, навистина прекрасна работа. Човек да дојде и да прошета, да му дојдат гости, да има кај да ги одведе. Гостинка од Канада дојде и одушевена. Вакво нешто требаше да се направи уште многу години назад, затоа што треба да го развиваме туризмот, а тоа е единствено на овој начин што може да се направи, да се привлече луѓето да има што да видат. И навистина е многу убаво горе, ние сме воодушевени. Просечно ние годишно имаме околу 500.000 на граѓани кои што патуваат со оваа жичарница. Жичарницата допринесе на еден ефикасен еколошки начин граѓаните да можат да стигнат до врвот на Водно. И оваа жичарница е направена од австриската фирма Doppelmayr, многу квалитетна фирма. И можам да кажам дека граѓаните на градот Скопје имаат огромен интерес да доаѓат и да патуваат со оваа жичарница. Ние како град Скопје му возможивме на пензионерите и на децата да бесплатно се возат со жичарницата. И патувањето со оваа жичарницата или одење со оваа жичарница не е само атрактивно од аспект на атракција, бидејќи голем број на луѓе патуваат по неколку пати во текот на неделата или секоја недела патуваат, така да станува и начин на живење на граѓаните на градот Скопје. Ова е една фаза од жичарата. Ние како влада изготвивме проект за втората фаза, значи тоа би значило од делот од доздола, од центарот на Скопје, значи некаде од Капиштец ке црквата, па потоа доди прва до Средно Водно, од Средно Водно доди до Милениумскиот крст, но втората фаза се уште не реализирана. Имам изготвено проект која ќе создадат услови, која ќе донесеме одлуки, истата се надам дека во иднина ќе се реализира. Добро е што ова беше едни од првите проекти што ги реализираше Министерството транспорт и врски и оваа влада. Скопје 17 години немаше добиено нов автобус. Постоечките автобуси беа во очајна состојба и изгледаа како да дошле од некое место кај што има војна, кај што пукале топови, гранати и така натаму, значи и од надвор и од натре целосно уништени. А 10 години на нас слушаме како тоа треба да се направи. Многу градоначалници ветуваа, многу влади кажуваа дека ќе помогнат. Многу прилози во телевизиите се направија и многу надписи во весниците се напишаа, ама никој ништо не направи во тие години. Не се знаеше автобусите кои ќе тргнат од гаражата на јавното сообраќајно предпријатие, дали ќе може да стигнат до крајната станица.
Најпрвим постапката започна градот Скопје, но имаше неколку неуспешни обиди, потоа постапката презеде Министерството за транспорт и врски. Се отвори една голема дебата зошто ни се двокатни автобуси, особено затоа што инсистиравме стилот да биде исто така ретро, значи историски, ретро стил, како во времето кога ни Скопје оделе оние автобуси кои што своевремено Лондон ги поклонил на Скопје, мислам дека пред земјотресот. Не сум сигурен, но мислам дека пред земјотресот, а исто така и после земјотресот. Тие се атрактивни за гледање, тие се атрактивни за туризам и тие даваат посебен печат на градот. Во овој проект имаше многу скептици, имаше и изјави на јавни личности каде велеа дека не знам. Двокатните автобуси не се добри за градот Скопје, ќе се превртуваат на секоја кривина, дека не може во градот Скопје да има двокатни автобуси бидејќи мостовите биле ниски во градот Скопје. Дека биле толку ниски што луѓето немало да може да влезат во нив. Особено на вториот кат. И ќе морало згрбавено да се возат, ќе им се искривиле кичмите од згрбавеност. Значи, ние никогаш не го запревме проектот, иако имаше проблеми со буџетот, намалени средства, но ние знаевме дека овој проект ќе обезбеди подобар транспорт за граѓаните, климатизиран транспорт, што е многу битно за граѓаните, но исто така и побезбеден транспорт. И успеавме да набавиме 200 затворени автобуси, 80 едноподни автобуси, тоа се украински автобуси, 17 отворени автобуси. Отворените автобуси во текот на летниот период ќе се користат за нормални линии, но исто така ќе се користат и како за туристичка промоција на градот Скопје. Еден од овие автобуси ќе биде даден како донација на градот Охрид, а исто така беа набавени 16 мини автобуси за руралните средини, значи вкупно беа набавени околу 313 автобуси, што во најголема мера целосно се обнови возниот парк. Прекрасно. Дали условите сега за вашиот превоз се подобрени? И како не се подобрени со ови каранти тamo кои што и моторот пучи, врати незатворени, капаци отворени, прозори отворени. Тоа беше катастрофа. Ова е дивота. Јас сум живеел во Лондон извесно време. Тоа сега ми личи мене на Лондон неќе, нема што. И улици, и тротоари, и зданија. Велелепно. Нема зборови. Ептење убаво, стварно. Но ова нема да осетам додека стигнам до дома, како да патувам некаде во авион. Да, многу ни се свижат автобусите. Јас сум иначе од Кавадарци. Ни вакво нешто немаме видено кај нас во технологија. Добри се, удобни се, сега и за летниот период поготово. Сега ќе видиме како ќе биде зимово. За разлика од овие автобуси што се воземе до сега по 30, по 40 години што беа, се осети голема разлика. Да. Самите автобуси имаат специјална автоматска рампа, за да можат хендикепираните лица полесно ги користат автобусите, а пак отворените автобуси и исто така и сите двокатни автобуси имаат камери, за на некој начин било какво оштетување да може да се санкционира. А отворените автобуси имаат пеларник, имаат чадор, имаат специјален систем за туристички водич, значи може преку специјални слушалки да се кажува што се посетува, така да може тие да се користат и во нормални линии, во нормални тури, но исто така и за туристички тури. Со тоа градот Скопје нема да запре, туку напротив ќе продолжиме со подобрување на овој јавен превоз, со тоа што градот Скопје е во фаза на набавка на систем за автоматско пратење на автобуси и систем
на паметни карти, автобуски карти, со што во градот Скопје ќе се знае секој автобус и ќе се прати на монитор дали стигнува на секоја станица, поотделно на секоја станица на точно определено време. Така да сметам дека јавниот превоз во градот Скопје ќе треба се повеќе да добија на свој значај, бидејќи доколку граѓаните повеќе се возат со автобуси, ќе ги остават своите коли, ќе има помало загадување во градот Скопје, ќе прават помали трошоци и ќе има помала гужва на сообраќајниците во градот Скопје. Променето на ликот на градот Скопје е во смисол на новите сообраќајници. Значи се изградија голем број на булевари. Секако еден од најзначајните и булевар кој што сметам дека највеќе допринесе за да се подобри сообраќајот во градот Скопје, тоа е булеварот Илинденска или булеварот Илинден, кој што допринесе да граѓаните од градот Скопје кои што живеат на деловите према Карпош многу побрзо и побезбедно доаѓаат во централното градско подрачје на делот од Карпош, од Ѓорче, па и од западниот дел на Македонија. По изградбата на булеварот Илинден се изградија булеварот Теодоси Гологанов со препознатливиот турбокружен тек, кој што стана навистина препознатлив дел од градот Скопје. Булеварот Климент Охридски, на кој што се реконструира и што се прошири, со што градот Скопје доби еден нов лик и поглед према водно и се отвори градот Скопје. Градот Скопје е во подготовка на проект за изградба на подземна сообраќајница која што ќе почнува од владата на Република Македонија или од мостот Гоце Делчев, па се до комплексот на банки. Тоа ќе биде подземна сообраќајница со тоа што ќе има два кружни тека на две нивоа, двата кружни тека ќе бидат на две нивоа. Едниот ќе биде кај владата на Република Македонија, а другиот ќе биде на раскрцицата кај комплексот на банки. Тоа ќе допринесе за растеретување на сообраќајот во централното градско подрачје, значи и на улицата 11 октомври и на булеварот Гоце Делчев, бидејќи тоа се двете најфреквентни улици во градот Скопје кои што имаат најголема густина на сообраќај. Со сечење на црвена лента свечено беше пуштен во употреба реконструираниот булевар Србија. Според градоначалникот Трајановски, реализацијата на овој проект ќе придонесе за подобра комуникација меѓу општините Аеродром, Киселавода и Газибаба. Железниот мост што ги поврзува општините Ѓорче Петров и Сарај оди во историјата на само 1,5 метар од него. За една година ќе никне нов современ мост со две сообраќајни ленти, велосипедска и пешачка патека. Инвестицијата е вредна 97 милиони денари. Со ова ќе се овозможи на населението на општина Ѓорче Петров и на населението на општина Сарај подобра комуникација, повеќе луѓе полесно, побезбедно и побрзо одење кон излетничките места на Матка, кон езерото на Треска, кон спортско-рекреативниот центар Сарај. Отворена за сообраќај северната обиколница околу Скопје, што се простира на 14,9 километри. Со ова би требало да се растовари сообраќајот во главниот град, бидејќи товарниот сообраќај би требало да се одвива по оваа делница. Се протега на 15 километри од хиподром до Оризаре. Обиколницата е дел од коридорот 8 и чинеше 150 милиони евра. Обиколницата, која како дел од коридорот 8 ја поврзува Македонија со Бугарија и со Албанија, е автопат со 4 ленти и ширина од 22 метри. Има 9 приклучоци кон Скопје, вијадукти и многу надпатници. За движењето по оваа обиколница нема да се наплаќа патарина. Од аспект на сообраќајот, секако еден од проблемите беше и паркирањето во градот Скопје. Имено голем број на возила беа паркирани на дел на улицата, дел на тротоарите, дел во зеленилото во градот Скопје. Сето тоа создаваше една многу грда и непријатна слика за градот Скопје. Тргнувајќи од тоа, градот Скопје, заедно со другите институции, заедно со владата на Република Македонија, заедно со општините во градот Скопје, почна со изградба на катни гаражи за да го реши паркирањето во градот Скопје. Така договоривме најпрво 8, а потоа 7, бидејќи едната успеавме да ја продадеме на приватен инвеститор.
за кој што верувавме црсто дека нема да направи измама. Така што распределивме 2 до 3 катни гаражи да ги гради општина Центар, 2 да ги гради градот Скопје и 3, можеби 4 максимум да ги гради јавното предпријатие за стопанисување со стамбени и деловен простор, делумно од сопствени средства, делумно со кредит, кој што постепено ќе се враќа од парите што ќе се земат, нели кога ќе се паркираат возилата, ќе се наплаќа паркирањето и ќе се враќа кредитот. 10 милиони евра за 9-катна гаража. Темелите беа удрени денеска, но реализацијата на гаражата која се наоѓа кај Цветниот пазар треба да финишира за 2 години. Предвидени се 445 паркинг места. 2 ката ќе бидат под земја. На приземјето ќе има деловен простор, а најгорниот кат ќе им се отстапи на угостителите. Со градењето на катните гаражи градот смета дека на возачите значително ќе им се олесни паркирањето. Пред 2 недели беше удрен камен темелникот на првата катна гаража кај основниот суд, а според предвиденото, во Скопје за неколку години ќе има 7 катни гаражи. Со изградбата на катната гаража Судска палата, конечно општина Центар влегува во разрешувањето на проблемот со паркирање. За општина Центар покрај мостот Око, ова е втора капитална инвестиција во овој мандат. А следната инвестиција е исто така катна гаража, која ќе биде изградена до некогашната зграда на Нова Македонија и која се надеваме дека ќе почнеме оваа пролет. Станува збор за современ објект што ќе обезбеди јавен паркинг за околу 600 возила и ќе придонесе кон решавање на еден од најголемите сообраќајни проблеми во центарот на градот. И на сето тоа се појавија и неколку инвеститори кои што навистина сакаат да градат катни гаражи, така што и неколку локации се продадоа, кои што постоја контрола и наблюдување на нивната градба, за да не се повторно измрда и да се изгради нешто друго. Се града така што Скопје ќе добие повеќе од 10, можеби 12-13 катни гаражи во строгиот центар на градот. Јас би сакал да ги потенцирам катната гаража кај Македонската радиотелевизија, катната гаража кај Универзитетската библиотека, катната гаража кај поранешна Беко, на булеварот Даме Груев, катната гаража Карши Мак Петрол или блиску до старата железничка станица, исто така во градба и катната гаража кај Мепсо, и уште катната гаража кај Карши градскиот трговски центар. Сите тие катни гаражи ќе допринесат да возилата веќе не се паркираат на тротоари, на зеленило или на улици, веќе да се паркираат на еден модерен начин, на еден современ начин, а тоа е во тие катни гаражи. републики и автономни покрајни и нивните главни градови во текот на југословенското време направија големи спортски настани и во тие градови беа изградени големи спортски објекти. Значи, без разлика дали е тоа во Приштина салата Боро и Рамис,
во Титоград, сега Подгорица, салата Морача. Без разлика дали е тоа Универзијада во Загреб, Медитерански игри во Сплит, Зимска олимпијада во Сараево, Спенс во Нови Сад. Нови Сад има 2 сали плюс хокејарско игралиште, направено од пинг-понг светско првенство. Без разлика дали се десетиците европски и светски првенства во Белград, со разните нивни веслачки комплекси и така натаму. Без разлика дали е Тиволи Љубљански, секаде се изградени стадиони и огромни спортски комплекси, сали, скијалишта и така натаму. Единствено во Скопје, односно во Македонија, во тие години не беше изградено ништо. Македонија од големите спортски настани организираше светско првенство во борење, во Саем, и светско првенство во шах, исто така во Саем. Каква сала ќе изградиш ти за шах? И на крајот на краиштата за борење, каква сала ќе изградиш? 2 струнјачи, ти еден со друг се борат, толку си одат дома и крај. Ништо. Значи, останавме на нашиот кајак слалом на матка, меѓутоа треба да се знае дека кајак патеките секоја година мора да се обновуваат, значи тоа не е стабилна структура, затоа што водата носи, па пак треба нешто да се бетонира, се стави камен вамо тамо и така натаму. Значи, сите изградија све, што само Сараево изгради за Зимската олимпијада, што само Загреб изгради за Универзијадата, што само Сплит изгради за Медитеранските игри, Македонија никогаш ништо не и беше изградено од Југословенската заедница во ваков колосален. Некој ти рече, да, ама вие имавте, не знам, железара и така, ама железара има и шторе. Железар има 5 железари у Словенија, ако е така. Значи, не проаѓа тој мобит. Македонија имаше храна и имаше рудници кои се експлоатира и остана се на тоа. Кога се во прашање условите во кои што моите генерации настапувале и овие кои денеска настапуваат во спортот во Македонија, можам да кажам малку со носталгија се враќам на тоа време, бидејќи условите во кои што ние играме, како на пример негде 70-те години, беа такви да салата во Сајмиште во која што ние играме веќе прва лига, мораше да се загрева со тајфуни за да достигне потребна температура, а нормално тоа гориво и тој мирис беше присутен на теренот. Второ, цигарите и димот во сталите беше скоро над нас. Така да и во такви услови и со тие средства кои што ни беа тогаш достапни, сепак благодарение на нашиот ентузијазам, веројатно на нашата желба за спортување, на желба за победа, за самодокажување, постигнаме резултати кои што се вредни да се споменат. Еден работнички, еден Вардар одбојка, со успешни настапи во Југословенската лига и со добри резултати, со завидни резултати, па и настапите во европските надпреварувања. Условите на тие објекти во тоа време не дозволува да се развие еден спортски
дух и спортски тим кој ќе ги прати и ќе ги анализира и понатака надградува работите кои во на моментите после тренинзите се анализираат, се одземаат, се додлаваат работи кои недостачувале, се со цел за да се збогати, унапреди и постигнат повисоки резултати за спортистите. Тоа е основно средство за секој спортист. Било кој спорт да се бави, без услови нема шанса да се стане врвен фудбалер, ракометар. Се инвестира во објекти спортски, тоа е првиот услов. Без инфраструктура, што се вика модерно, не може да се театар и спомениците, се граде и многу други објекти кои што имаат функционален аспект за граѓаните. И тоа е, да речеме, градбата на салата Борис Трајковски, која што ја наследивме во една застаната за соградење почеток на карабина, значи не карабина, него почеток на карабина, и веќе подзаборавена затоа што некој ја почнал па ја застанал. Ние ја преземавме, ги завршивме сите потребни елементи за доградба и ја доградивме. И таа денеска прерасна во спортски центар Борис Трајковски. Градот Скопје добија еден спортски центар во кој што може да се одржуваат и да се одигруваат надпревари од кошарка, од ракомет, од одбојка, од повисок ранг и при тоа да дојдат голем број на посетители, некаде повеќе од 7-8 илјади посетители. Со тоа се покренува спортскиот дух во градот Скопје, па и во Република Македонија, бидејќи сепак сите знаеме дека публиката го прави атрактивен спортот. Секој сака кога игра да има што што повеќе публика. Таа публика допринесува да поголема возбудата во спортистите, да имаат подобри резултати и секако тоа се виде веќе во изминативе неколку години дека Република Македонија почнува да бележи значени резултати на меѓународен спортски план. Во моментов трае представувањето на екипата на МЗТ Скопје Аеродром за составите непосредно пред стартот на надпреварот на коментатори 22 Желко Шакич за нашиот состав Николич. Спортскиот центар Борис Трајковски е едно посебно дело направено во тој поглед за тоа што откако функционира сите тимови и оние што ги имаа вечните буништа, како сала Градски парк, не знам, салата Јане Сандански во Аеродром, другите екипи, сите доаѓаат тука. Зошто? Македонија живееше за голем објект спортски на кој што ќе може да се покаже квалитетен настан, едно вечно дерби меѓу работнички и МЗТ, не знам, сега Металург, Вардар, Ракомет, 8000 публика. Тако немаше претходно. Се знае, во парк повеќе луѓе пред сала отколку во сала. Во МЗТ исто. Значи, професионално и спортистите добиваат со тоа. Друго е да се мотивираш пред 8000 публика, друго е да играш 5500. Апсолутно Скопје доби нешто што можеби со децении се посакувало. Значи, еден објект, еден спортски центар кој што има богати содржини, каде што сите спортски настани од
повеќето спортови се одржуваат на едно највисоко ниво. Ако зборуваме за од аспект на спортското новинарство или од новинарството, апсолутно услови кои што ги имаме и ние специфични овде во самиот спортски центар, а и сите новинари кои што доаѓаат да известуваат за сите настани. Верувам ќе се сложат сите колеги новинари дека во еден модерен стил овој спортски центар овозможува на сите кои што сакаат да работат и да известуваат за спортот услови кои што ги има само на големите светски настани каде што се одржуваат олимпијади и светски првенства. Забележувам и нешто друго. Фреквенцијата на младите кои што спортуваат. Значи не се игра само професионално во ваквите центри. Веќе тоа е практика секаде низ свет. Затоа се вика и спортски комплекс. Доаѓаат пинг-понг, не знам, куглање, не знам, бадминтон според некои нови програми, рекреираат мал фудбал во сала и така натаму и така натаму. Значи се тргнуваат од онаа летаргија што имат околу спортот, затоа што имат услови каде да дојдат. И самиот пристап до еден ваков објект е многу значаен. Се поставуваме прашање. Порано луѓе и не одеа на надпревар затоа што нема кај да паркираат околу сала, а не сакаат да се придвижат и така натаму и така натаму. Таков е стилот на модерниот живот. Но ако имате вие големи паркинзи од околу, нели, убава околина, прифатливо е да се прошета и семејство цело со деца да дојде таму. Градот имаше многу фудбалски игралишта. Градот го имаше стариот градски стадион, кој според многумина умни луѓе требаше да си остане. Јас памтам еден директор долгогодишен кој се каже Джинка на градскиот стадион. Пред градскиот стадион, вамо кон Гоце Делчев споменикот, тука имаше едно игралиште, Конопатија, имаше друго игралиште, едното е предвоено Хозееме, едното е на фудбалски клуб Граѓански, другото е на фудбалски клуб Југ. И тоа беше една целина спортска, фудбалска целина. Идејата беше новиот стадион Скопски. Значи тоа е идеја 70-та година, 65-70 беше новиот Скопски стадион да се гради надвор, каде што се градат и сите нови стадиони во светот, не збориме на Балканот. И беше идејата да биде некаде на Зајчев рид, за да има, тогаш играше Вардар кога играше со Звезда, Партизан, Динамо, Хајдук, Раднички Ниш, Трепча, Приштина, Сутјеска, Будуќност, Раднички Крагуевац, имаше 20 пун стадион. Не беше пун кој игра со, не знам, Спартак, нешто, Војводина Нови Сад, нешто такви, Марибор. Другото беше се полно. И доаѓаа луѓе од цела Македонија, значи не само Скопјани, сите навиваа за Вардар. И беше предлогот да се гради таму. Во меѓувреме разни политички опции, амбиции, може би, веројатно не може би, него сигурно бутање пари по џебови и така натаму, се реши дека овој стадион ќе се изгради и всушност беше срушен најубавиот дел, а тоа беше централната јужна трибина. Сега кога одам во Италија често кај своји пријатели, гледам дека во градовите нивни се уште постојат старите предвоени стадиони. И тие се сите во тој смисол. Една централна зграда со убави некои високи сводови и така натаму, па таму трибини, така и тие си постојат. Клубот од тоа градче, кога сака гради нов стадион, надвор стадион, тие текови ние не како држава, како општество, како социјалистичка република во рамките на СФР Југославија, тие светски текови не ги фативме. Настрана од тоа, другите републики, другите градови, нивните поуспешни, понастојчиви, по-национално определени лидери кои беа нивни представници во Белград, успеа да извлечат за своите републики многу. Овие нашите кои беа во Белград, тоа не успеа да го направат. Иде напред! Ближе, Душко! Се фокусиравме и на доизградба на стадионот Националната арена Филип II Македонски, која што порано се викаше градски стадион. Таму го довршивме проектот најпрви за северната трибина, ја изградивме северната трибина, потоа источната и западната, така што се доби еден заокружен простор,
бидејќи јужната беше уште претходно завршена. Следната фаза е менување на теренот, бидејќи е доста стар и лошо направен, атлетската патега и фасадно обликување на стадионот, така што Македонија доби национална арена како што заслужува да има и како што ги има многу во другите држави и метрополи. Можеме ние да правиме веќе и селекција, такви си програмите на националните федерации, да кажеме, или не знам, Агенцијата млади и спорт се вложува, се инвестира во објектите, затоа што ние можеме да имаме и 10 Неймар, млада звезда, не знам, 10 Ѓоле, популарно или наречено Ѓоковиќ и така натаму, меѓутоа ако треба да игра на терен кој што ги нема основните услови, залудно е, не може да ги постигне резултатите. Или да дојде Меси да игра на кал наместо на трева. Така и нашите млади спортисти им требаат услови. Со изградбата на големите комплекси спортски, значи предусловот за добар успех или кариера го има вложувањето. Потоа е нешто сосема друго, нели зависи и среќа и тренер и све во спортот, но главно е да се почне со темелот, со базата, па потоа да се стремиме кон нешто поголемо. Условите кои што денеска на нашите спортисти им се пружаат, можем да кажем дека се на завидно ниво. Посебно салите во кои што настапуваат, како што е оваа сала, потоа средствата кои што им се достапни, со кој степен е вклучена и медицината и науката во одвивањето на нивните активности, сето тоа дава за право да очекуваме од нив значени резултати на некој европско ниво. Иако тие во овој момент постојат, посебно во ракометот и кошарката, со нивните настапи на европските првенства, меѓутоа мислам генерално дека на ниво на Македонија се уште не можеме да бидеме задоволни од резултатите кои што треба да се постигнат во однос на условите во кои што они настапуваат и она што им се дава. Кога би било ваков стадион да имавме во моје време, мислам дупло подобро ќе игравме. Меѓутоа, па во моје време имаше многу публика. Сега овој стадион дава една обврска на сите фудбалери, максимумот да го дават и да привлечат публика.